Колку заработуваат производителите по автомобил? Кинеските марки влегуваат во фабриките низ Европа. Porsche Taycan се врати на тронот на Нурбургринг, а Golf GTI Edition 50 стана најбрз автомобил на патеката со погон на предните тркала. AMG ги враќа V8 моторите, Audi го оживува Auto Union. Bugatti објави информации за зимските тестирања на новиот турбилон, чии први примероци ќе им бидат испорачани на купувачите годинава. Извршени се во Шведска за краток период од 4 недели со фокус не само на перформансите. Ваквите тестирања посебно се важни заради полесното прилагодување на замрзнатата подлога, што овозможува попрецизно подесување на контролата на тракцијата, ABS системот и различните режими на возење. Се тестираат и ефикасноста на грејењето на кабината и одмаглувањето на стаклата, а кај турбилон и системот за сопирање кој е базиран на brake-by-wire технологијата и ги користи и трите електромотори. Развојот на овој хиперавтомобил го спроведува тим од 20 на луѓе. Кинескиот пазар на електрични возила се повеќе наликува на голема бара полна со крокодили во која ќе преживеат само најголемите. Тоа го сватија и раководителите на државниот Чанган, кои водејќи се со намерите за брз напредок оперираа со две компании за производство на електрични возила кои делуваа сосема независно, како една од друга, така и од матичната група. Но на тоа ќе му дојде крај. Одлучено е Аватар и Дипол да се спојат за да можат поефикасно да настапуваат на пазарот. Освен во развојот и користењето исти платформи, заштеди се очекуваат и во заедничките набавки и производството кое сега се одвива во посебни фабрики. Зошто после само неколку години делување е одлучено двете перспективни марки да потпаднат под заедничка капа, сосема јасно покажуваат бројките. Дипол лани има продадено 333, а Аватар 120.000 возила, што заедно представува 18% од целокупната продукција на Чанган. Интересна вест пристигнува од Кореја. Минатиот месец Kia за прв пат во историјата на домашниот пазар продаде повеќе возила од Hyundai. Некои ова го оправдуваат со пожарот од една од фабриките на добавувачите на делови, кои го забави производството на Hyundai, но вистинската причина сепак е во големата побарувачка на електричните возила кои Kia ги нуди по поприфатливи цени. Од вкупно продадените 13.600 возила најголем придонес во тоа имаат EV3, EV5 и доставниот PV5, додека Hyundai остана на помалку од 4.850 единици. Иако успехот на Kia не е ограничен само на домашниот пазар, глобално лидер сепак е Hyundai со скоро 1 милион продадени возила повеќе во текот на ланската година. Kia е во состав на групата Hyundai од 1998 година. После излетот во 4-цилиндричните води, Mercedes AMG се враќа на корените и најавува V8 револуција. Од компанијата молчешком потврдуваат дека критиките на јавноста беа оправдани и дека од возилата со оваа значка оправдано се очекува да имаат поголеми агрегати, погласен звук и емоционален дизајн.
Враќањето на она што AMG некогаш беше се очекува да започне при крајот на годинава, најпрво низ кросоверските модели, а потоа и во остатокот на понудата. Главен протагонист ќе биде новиот V8 агрегат кој покрај недвосмислените перформанси ќе ги задоволува и современите еколошки норми. Истовремено, неомилениот 4-цилиндричен плагин хибрид постепено ќе се повлекува од клучните модели. На негово место доаѓа редниот 6-цилиндричен турбо со 450 конски сили, кој веќе се користи во GLC 53. Lexus ја прошири гамата со уште еден електричен кросовер. Ја има ознаката TZ и е премиум роднина на Toyota Highlander. Но, за разлика од него, ќе биде глобален модел и ќе се продава и во Јапонија и Европа. Иако ја делат заедничката структура на каросеријата, Lexus има оригинален изглед на предниот дел со двојни предни светла и карактеристичен нос. Разликите назад се помали, но сепак забележливи додека интериерот е целосно поинаков. Кабината на овој кросовер долг 5,1 и широк 2 метри е доволно пространа за 6 лица и опремена за целокупен нивен комфорт. Седиштата во првите два реда се со вентилација, а атмосферата ја прават попријатна софистицираното осветлување и високо квалитетниот аудиосистем. За погон се задолжени два електромотора со вкупно 408 конски сили, додека батериите ќе овозможат поминување на 530 км според WLTP нормите. За нивно полнење до 80% од капацитетот со струја од 150 кW се доволни 35 минути. Производството на европската верзија на Lexus TZ, кое ќе се одвива во Јапонија, ќе започне при крајот на годинава. Цените не се познати. За својот роден ден, Lamborghini се почести со новиот феномено Roadster, како и затворената верзија базиране на плагин хибридниот Revuelto и деле од високо ексклузивната колекција автомобили во ограничени изданија. Планирани се само 15 примероци. Го задвижува 6,5 литарски V12, кој заедно со трите електромотори испалува 1080 коњи, кои ќе го лансираат до 100 на час за 2,4 секунди и максимални 340 км на час. Батеријата му е поголема во однос на донаторот и овозможува поминување 20 електрични километри. Се на него е изработено со максимум внимание, какво што доликува на цената од 5 милиони евра. Се разбира, целокупното производство однапред е распродадено. Со својот бензински и плински двогоривен систем и два оделни резервоари за гориво, Clio Eco G120 нуди секојдневна разновидност со вкупен опсег од 1450 км. Врз основа на бензинскиот мотор со директно впрскување со турбополнач, овој нов Eco G120 погонски склоп ја проширува понудата на Clio за поголема флексибилност и ефикасност. Погонскиот склоп е надграден за да испорачува вкупна моќност до 120 конски сили со максимален вртежен момент од 200 Нм. Капацитетот на резервоарот за плин е 50 литри. Во комбинација со резервоарот за бензин од 39 литри, оваа нова поставеност овозможува вкупен опсег на возење од 1450 км. Достапен со автоматски менувач со двојна спојка, погонскиот склоп Eco G120 троши од 6,5 литри на 100 км во плински режим со емисии на CO2 од 105 грама на километар.
Во бензински режим Clio Eco G120 троши 5,4 литри на 100 км за емисии на CO2 од 122 грама по километар. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Патеката во должина од неполни 21 км е мегдан каде се докажуваат сите модели на сите производители. Секое врвно остварување на овој асфалт е престиж и мерка за успешност. Јубилејното издание на Golf GTI 50 Edition стана најбрз серијски автомобил со погон на предните тркала на легендарниот Nürburgring Nordschleife, а на истата патека Porsche Taycan си ја поврати круната на најбрз електричен автомобил. Volkswagen Golf беше оснивач и суверен на компактните автомобили, а сега со јубилејното издание посветено на 50 годишнината на постоењето на моделот го докажа својот статус. Golf GTI Edition 50 со мотор моќен 325 конски сили за брзување од 0 до 100 км на час за 5,3 секунди и максимална брзина од 270 км на час стана најбрзото серијско возило со погон на предните тркала на патеката Nürburgring Nordschleife. На тест возачот на Volkswagen Бенџамин Лойхтер му требаа само 7 минути 44 секунди и 523 илјадити за да го заврши кругот од 20.832 метри на легендарната тркачка патека. Со нов рекорд на Nürburgring се закити и Porsche Taycan Turbo GT, кругот го помина за 9 секунди побрзо од досегашниот владетел на зелениот пекол во категоријата електрични возила Xiaomi SU7 Ultra. Заслуга за тоа се припишува на Ментли, китот, чиј аеродинамички пакет ја зголемува силата на прилепување за 3 пати во однос на стандардниот модел.
Оптимизирани се и ослонувањето и погонскиот систем, кој во така означениот атак режим на возење испорачува и до 40 конски сили повеќе, вкупно 993. Но не се сите вести од Порше за славење. Само 3 години откако го презеде од Римац, се гаси оделението за електрични велосипеди. Објаснувањето на германците за оваа неочекувана одлука е дека е резултат на промената на стратегијата со која компанијата повеќе ќе се фокусира на основниот свој бизнис. Но покрај вработените во некогашниот грејп без работа, ќе останат и оние во 2 други подружници на Порше кои беа задолжени за некои електрични технологии и софтвер, вкупно околу 500 луѓе. Според раководството на германската компанија, ваквите болни кратења се неопходен темел за нејзина успешна иднина. За да имаш иднина, треба да го познаваш своето минато. Со таква идеја, Ауди се зафати со оживување на еден свој автомобил последен пат виден пред Втората светска војна. Во тој период, Ауто Унион, во чиј состав беше и Ауди, водеше остра битка со Мерцедес. Ауди и Мерцедес секогаш биле ривали, а на тркачките патеки крвнички се надпреваруваа кој ќе биде побрз и технолошки понапреден. Нивните болиди, наречени сребрани стрели, затоа што алуминиумската каросерија не им беше обоена за да бидат што е можно полесни, постигнуваа брзини кои ден денес се респектабилни. Во тој период на иновации во кој автомобилските производители ги предизвикуваа границите на физиката, настанаа и тркачките болиди на Ауто Унион, чија трага во поствоениот период им се губи. Се предпоставува дека како и се друго напредно, од источниот дел на Германија, каде беше седиштето на Ауто Унион, е однесено во Советскиот сојуз, каде е расклопено, анализирано, ископирано и уништено. За да ја потполни таа празнина, Ауди заедно со британските специјалисти од компанијата Crosthwaite & Gardiner, користејќи ги ретките фотографии и достапната документација, работеа повеќе од 3 години да создадат верна реплика на еден од најпознатите автомобили од тоа време. Наречен е Лука според истоимениот италијански град, во чија близина Ханс Штук во 1935-та постигна историски резултат од 327 км на час. Основата за болидот беше тркачкиот тип А, кој доби затворена каросерија со аеродинамично оптимизирана силуета налик на проектил. 5-литарскиот компресорски агрегат од своите 16 цилиндри излекуваше 343 конски сили, кои лесно се справуваа со тежината од 900 килограми. И неговата современа интерпретација ја задржува истата техничка суштина и верно го отсликува духот на оригиналот. Изработена рачно со посебно внимание на деталите го има поголемиот мотор од подоцнежниот тип С со зафатнина од 6 литри, навиен на 520 конски сили. Ги остварува при 4500 вртежи во минута, користејќи специфична мешавина на гориво од бензин, метанол и толуен. Максималната брзина не е специфицирана, а своето прво јавно појавување ќе го има на фестивалот на брзината во британскиот Гудвуд во јули, каде нема да се обиде да соборува рекорди, туку ќе потсети колку напредно размислувале инженерите од тоа време. Нисан во образложението за затворањето на една од двете производствени линии во фабриката во Велика Британија и намалување на 900 работни места низ цела Европа се дел од мерките за намалување на трошоците. Оваа ситуација ја користат кинеските производители и ја гледаат својата шанса да влезат во европските производствени капацитети за да избегнат трошоци за изградба на нови фабрики.
Nissan ги намалува работните места во администрацијата и во магазините, бидејќи моменталниот број на вработени во Европа е околу 9300. Во Обединетото кралство Nissan го произведува електричниот автомобил Leaf, Qashqai и Juke за Европа во фабриката во Сандерленд, северно-источна Англија. Производството на фабриката е речиси преполовено во последната деценија, од 507.430 на 273.174 автомобили. Мерките за намалување на трошоците вклучуваат и деломно затворање на магазин за делови во Барселона, како и затворање на продажни канцеларии во нордиските земји и преминување кон модел на дистрибуција управуван од партнери увозници. Според информации кои никој не сака да ги потврди, вишокот капацитети во Европа во Сандерленд Nissan ќе му го отстапи на Chery. Доколку успешно завршат преговорите кои се уште се во рана фаза, корист ќе имаат и двете компании. Nissan ќе оствари комерцијална добивка, а Chery ќе биде подготвен за поагресивен настап во Европа. Не е тајна дека кинеската компанија веќе некое време бара производствени партнери на стариот континент, затоа што не сака да троши време и ресурси за изградба на своја фабрика. Тој веќе произведува во Шпанија и тоа токму во некогашните погони на Nissan, за кои се смета дека нема да бидат доволни за исполнување на плановите. Но тоа не е се. Се расширија гласини дека Stellantis покрај Leap Motor ќе му овозможи и на Honki да ги произведува своите возила во фабриката во Сарагоса. Зашто токму оваа кинеска луксузна марка не треба да изненадува. Таа е во сопственост на FAV, кој исто така има акции и во Leap Motor. Позната како историски символ на државната автомобилска индустрија во Кина, Honki, чие име во превод значи црвено знаме, има поставено амбициозни цели за Европа, чие остварување на овој начин полесно ќе го започне. За сличен чекор размислува и Гили, кој наводно веќе има разговарано и договорено со Форд да откупи дел од неговата фабрика во Валенсија. Се споменува дека во преговорите е разгледувано и тоа кинезите да произведуваат еден модел кој Форд тој би го продавал како свој. На најголемо изненадување се шпекулациите дека Volkswagen би му продал една фабрика на BYD. И тоа не било која, туку стаклената во Дрезден, која важеше за символ на техничкиот напредок на германскиот производител. BYD веќе има фабрика во Унгарија, гради втора во Турција и ги разгледува опциите за трета, така што реално не му треба баш оваа фабрика, но ако ја купи, ќе и удри врела шлаканица на европската автомобилска индустрија. Како и да е, едно е јасно, списокот фабрики кои ќе преминат во кинески раце нема да заврши тука. Ферари не само што е легенда на тркала, тој е апсолутен шампион во профит по возило. Само за илустрација, второпласираната е групацијата Jaguar Land Rover, која треба да продаде 12 возила за да се изедначи со заработката што ја остварува Ферари за едно возило. Шокантно е за да го оствари овој профит. Последно пласираната Mazda треба да продаде дури 3498 возила. Еве ги вестите од автомобилскиот бизнис. Додека се мачат како да се справат со финансиските проблеми, се појавија нови податоци за тоа колку автомобилските производители заработуваат од секој продаден автомобил. На врвот повторно е Ферари, кој лани од секој свој купувач инкасирал нестварни 223.680 евра профит, што е за 10% повеќе од 2024-та. Колку е ова убедливо сведочи сумата на второпласираниот Jaguar Land Rover од просечно заработени 18.660 евра по возило.
На третото место е Тесла со 5860 евра, Мерцедес оствари 4950 евра, а BMW 900 евра помалку од секој автомобил што го има продадено. Меѓу марките со автомобили со поприфатливи цени, најдобра е Toyota со 3660 евра профит, а изненадува кинескиот Li Auto на 8-то место со 3080 евра. Покрај BYD, кој е 12 со 2540 евра за работка по возило, меѓу првите 30 од кинезите се наоѓаат само уште Leap Motor со просечни 776 евра. Интересно е и што неговиот ментор Stellantis лани има прокнижено по околу 1900 евра загуба по возило, што дополнително покажува колку односите во автомобилската индустрија се променливи. Ни германците повеќе не се она што беа. Според едно истражување за популарноста на марките автомобили на кои најмногу им веруваат, тие се почесто го фрлаат погледот преку границата дури до далечниот исток. Иако на врвот, предводена од Ауди, обведливо е германската премиум тројка, меѓу кои разликата е мала, ситуацијата зад нив покажува друга слика. Така, зад BMW, Mercedes и Volkswagen следат Toyota и Škoda, додека Porsche не успеат да го победи Volvo, кој е пред него на 7-то место. Топ 10 листата ја заокружуваат Hyundai и Opel, но забележлив е напредокот на другите. Според студијата, покрај Toyota и Hyundai пораст има забележано и Dacia, но најмногу кинескиот BYD. Се уште е многу далеку, но неговиот индекс на популарноста од негативен премина во позитивен. Тоа е сигурен знак дека електрификацијата, растот на цените и промената на навиките на купувачите отвораат простор за новите играчи кои се побрзо фаќаат чекор со етаблираните брендови, потврдувајќи ја поголемата релевантност на кинеските возила и во Германија. Во ова истражување се анализирани повеќе фактори, вклучително перцепцијата на квалитетот, соодносот на цена и вредноста, задоволството на корисниците, подготвеноста за препорака и општиот имидж на марките. Во поплавата на вести од Кина, поврзани со електричните возила, се проби една која во голема мерка објаснува зошто ситуацијата на пазарот таму е таква каква што е. Имено, едно истражување направено од германска компанија открива дека само 1% од кинезите имаат намера да купат користено возило без разлика на погонот. И додека бензинските се возат долго, електричните завршуваат на отпад за период помеѓу 2 и 5 години. Причината лежи во навиките на кинезите, кои секогаш сакаат да го имаат најновото, без разлика дали е телефон или автомобил. А острата конкуренција меѓу производителите им го овозможува тоа. Цените на возилата се драстично пониски во споредба со западните, а времето на развој скратено до неверојатни граници. Затоа и секој нов електричен автомобил, ефтин или скап, се едно, е многу понапреден од моделот што го заменува. Кинеските производители годишно имаат околу 140 премиери. Во фабриката Dingolfing произведено е 2 милионитето потполно електрично возило на групацијата BMW. Фабриката започнува со серијско производство на целосно електрични автомобили во 2021 година со BMW iX. Таа денес го произведува најширокиот спектар на батериски електрични возила во рамките на BMW групацијата.
Таму се произведуваат BMW iX, BMW i5 седан и караван и BMW i7. Во 2025 година повеќе од 1/4 од возилата произведени во фабриката Dingolfing беа целосно електрични. Јубилејното возило е BMW i5 M60X Drive. BMW групацијата дава значаен придонес за тоа Германија да биде втората најголема локација за производство на електрични автомобили во светот. Следната сабота ве очекуваме во истото време да ги споделиме најновите автомобилски вести. Благодарам на вниманието и до гледање.